Ова шимпанзо е Милева. За Скопјани Милева е познато по тоа што во 1963 година украде 5-месечно бебе и се качи на дрво во градскиот парк. По 4 часа голгота за семејството на бебето, на еден од дресерите на Милева му текнало да пробаат сите долу да се продзеваат. Тоа продзевање се прифрла и на Милева, која го пушта бебето од преградка, а долу во ќебе го спасуваат службите. Тогаш Милева била успиена и препарирана. За приказната со охридскиот лебед има две версии. Едната е дека охридјанец без никаква причина во еден ден убил 17 лебеди. Додека втората верзија е дека лебедите во Охридското езеро во еден период се користеле за пренесување дрога и дека овој лебед сведочи за тие настани. Во единствениот криминалистички музеј во Македонија може да се видат и пресечени машки и женски полови органи, пресечено срце, отсечени стапала, коски од луѓе, кожни ткива и многу други експонати кои сведочат за најмрачните криминални случаи во Македонија. Тие потекнуваат од 60-тите и 70-тите години на минатиот век. Еве неколку од нив. Ова срце му припаѓа на полицаец кој бил убиен на патот Скопје-Тетово. Делото извршено со пиштол пенкало кој функционира само со еден куршум. Во 1968 година се случиле серија селувања во градскиот парк во Скопје. Неколку денови по последното селување е пронајден машкиот полов орган. За него има две неофицијални верзии. Едната е дека полицијата го пронашла и го убила селувачот, му го отсекла половиот орган и го фрлила во паркот како предупредување за идните сторители. Втората верзија е дека некој од семејствата на жртвите што биле селувани го убил сторителот, а полицијата го заштитува убиецот. Жртва со такви повреди не била пријавена никаде во државата. Не е откриен и ден денес идентитетот на мажот, иако човек со отсечен пенис би можел да преживее, но само со медицинска нега. А во тој период никаде не бил пријавен човек со ваква повреда и целиот случај останал мистерија. По оваа случка во градскиот парк немало селување 4,5 години. Половиот орган е на жена од скопското село Бразда, која била селувана од страна на тројца сторители. Селувачите потоа ја убиле и со штрафцигер и го отсекле половиот орган. Во село Заја Скичовска во 1983 година маши ја коле сопругата и става дрвени предмети во нејзиниот полов орган. Мотивот бил дека го изневерува. Тој работел во странство и од страна на своите соседи добива писма дека сопругата го изневерува, а тој верува во гласините и доаѓа и ја убива својата сопруга. Младата девојка Ана доаѓа од Босна во 70-тите години во Тетово и се вработува во кафеаната на Мушедин. Тие започнуваат љубовна врска, иако тој бил семеен човек и при една расправија таа сака да го остави, но без да знае дека во тој момент е бремена од него. Во музеот како експонат ја има и незината матка, чиј плод е во материчен. Кога Ана решава да го остави Мушедин, тој одлучува да ја убие. Го сече телото на делови, на секој зглоб го собира телото во црни вреќи и го расфрла во брегот на реката Пена. Понатаму се утврдува дека вакво убиство може да направи само лице кое е хирург или месар, а Мушедин по професија бил месар. По неколку дена во кафеаната случајно доаѓаат на кафе полициски службеници без да знаат дека девојката убиена. Мушедин мисли дека го откриле убиството и оди во соседната соба и умира од природна смрт. Добива внатрешно крварење на панкреасот.
Убиен 1955 година од страна на сопругата и собствената мајка. Витомир бил алкохоличар, а мотивот за да се случи убиството е тоа што тој вршел семено насилство врз мајката и сопругата, а имал и доста љубовници. Една вечер и покажува писмо од љубовницата на својата сопруга. Во еден момент на расправија таа ја зема секирата и го удира по глава. Во тој момент доаѓа мајка му на Витомир и помага на снаата да го исече телото на делови. Го собираат во вреќи и го фрлаат во селото каде што селаните го носеле изумрениот добиток. Но кучиња и мачиња извлекле рака од Витомир и така откриено убиството. Мајката на Витомир во тоа време имала 96 години. Ова се случува во селото Долна Бањица. Ова се само дел од 3000 експонати кои што се наоѓаат во единствениот музеј на криминалистика кој е сместен во Центарот за обука на МВР во Идризово. Сите овие приказни говорат за мрачната страна на македонското минато. Какви злосторства се случувале порано. Но денес се пример преку кој учат идните полицајци и се доказ дека секое злосторство треба да биде казнето.